svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. 1, 2, 3. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, mi seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un 1, 2, tutte le genti che passeranno, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore, e questo fiore è partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo fiore è partigiano, morto per la libertà. E questo fiore. Почитувани, добра вечер. Добредојдовте во уште едно издание на Мојот пат до успехот. Овој новогодишно Божикен специјал го стартуваме од овде, од Скопје, срцето на Македонија. Вие носиме приказната на најперспективните и најреспектираните момци од Маестро Бенд. Оваа група можеби во моментот е една од ретките која што се обидува да го зачува македонскиот фолклор. Јас сум Мишко Иванов. Следете ја приказната на Маестро Бенд и уживајте. Овој предновогодишен и Божикен специјал го продолжуваме со група Маестро. Дечки, добро дојдовте. Добре, Како сте? дојдовме и благодариме на поканата. Игле, Аце, Војче, прво честито 100.000 сабскрајбери на YouTube, а Сабајрево гледам 105.000, така што веќе ви оди бројката поприлично нагоре. Што значи тоа за вас во време на Југославија? Знаете, оние златни плочи, платиниум, едно друго, не знам од колку продадени сега, веројатно ќе се мери вака во YouTube. Па значи, мислам, ни ласка моментот дека има 100.000, преку 100.000 претплатници, 100.000 луѓе следат нашата работа, нашата музика и секако како момент е неочекуван, можам да кажам, дека за толку скоро, например, на почетоците кога го отвориме каналот си рачунаме нека пресметка, не знам колку години ќе чекаме, но можам слободно да кажам дека последните 3-4 години се случи еден таков еден убав бум на YouTube од нашите видеа, што Македонија има многу, доста гледаност има и во регионот, па и прекоокеанските земји, што имаме интернационална музика, имаме и балканска музика, така да сите тие елементи ни даваат една мотивација за понатаму уште да подигнуваме летвичката. Тоа ви го дава YouTube, така? Да, Тоа е YouTube официјално, го дава, така? YouTube го доделува на 100.000. Следна цел која е? И доделија една, ние си нарачаме за сите по една. Да. За добар спомен дома да го имаме да си го гледаме редовно. Ќе ви дадат? Па Стигна. Сите си имате Па цел. сите сме заслужни, сите 6 члена несебично се даваме во секој поглед и за време на стапите и надвор од настапите, така да сите имаме подеднакво заслуга за тоа што го доживеавме, мислам, што ни го награди YouTube. Следно, како иде? Сребрена? Па златна е средна на милиони. Нема измеѓу сребрена и златна, нешто. За сега нема.
Уште Чека, ова е сребрена? Сребрена, така, да. а милион е Златна. 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 Да, После и има нагоре. диамантска, Па како викат, нели, првиот милион е тежок, после Да. Да, али супер, како што каже Иле, баш ова бројка ни значи за тоа што некако сами си докажавме дека сме на правиот пат, штом толку следбеници природни, кои што сакаат органика. да, кои што сакаат да слушаат тоа што ние го работиме и баш едно големо признание за нас и така и го доживеавме и ќе си работиме уште многу за колку што може повеќе следбеници да имаме. Така е. 2012 да се почетоците на бендот, гледав еден документарец кој што го има на YouTube страната и Аце некако прв тама ми се појави. А он некако прв Нема да кажеш основач на највозрастен, немој Не најстабилен. највозрастен. Од настројца, да. Аце, ти си практично основачот на Да. Маестро бенд? Да, да. Како под името Маестро, да, меѓутоа претходно со Илија бевме во друг состав. Заедно колку години бевме? Па година и пол. Година и пол, две бевме во друг состав. Претходно членувавме во културно-уметничко друштво заедно, па и нижо музичко заедно си имавме запишано, значи негде околу Па сега веќе од 25-6 години сигурно. 25-6 години, како музички соработуваме, меѓутоа и идејата уште многу одамна било. Значи, Иле доаѓал кај мене, сме вежбале, сме свиреле. Тоа што не поврзувало било македонската музика. Зашто во тоа време, сега малце е сменето времето, меѓутоа пред 20 години, да најдеш музичар што негува македонска музика е многу реткост. Дури во кај што завршиме нели образование музичко тука во Скопје. И тие што свираа народна музика повеќе преферираат да свират балканска народна музика, не толку македонско да го запоставиме. Што е балканска турбофолк и? Па не е добри фолклорната да е од соседните земји е некако како по-прифатлива, ова е ново, новитет е модерно, а си го запоставуваме нашето, мислам тоа е. И со Илија тука се препознавме, имавме неколку такви фолклорни ора, кај што се народни сме се ги свиреле, без никаков очекување никаква награда, нели, да видиш сега да пласираш тие ора и музика, нема да пробиеш на пазарот никако. Ми ние сами од задоволство од се. И желбата за да си направиме група ни многу одамна. 25 години што се познаваме, сме свиреле. Да, се случи некој тоа тлееше цело време и тоа спонтано ни се отворија патиштата да се ослободиме. Претходно бевме, мислам јас бев член во Македонски мерак под раководство на маестро Милан Завков. Да. И нели, Ти си бил најмал таму, така? најптен, најмал. Завков, Барбаровски, предпоставам. Да. Значи на мои 18 години. Сега јас сум најмал. Само ке најмал. На мои 18 години. И значи тоа е моментот е пак ќе кажам, македонската музика не спојува, не поврза и до ден денеска гледаме максимално колку што можеме да презентираме, да ја негуваме и можам да кажам дека имаме допринесено и како група Маестро и преку проектот Зајди, кај што бевме долги години заедно, мислам дел од тој проект. Веќе се осеќа и во народот подруго расположение за конзумирање на македонска музика. Не е веќе она срамота е ова е сега да не кажам селско, да. Уште се борим, уште многу треба. Не, ама тешко, добро, ама бе. има Да. сме тука има допридонес и тоа што происки во момент кога замина од Македонија да пее надвор и ги спеа македонските песни, се сними нели Јована Јованке, мајка на Марика думаше, Божилак нели го извади, така се викаше Божилак цвето. И после тоа више добро е, може. Значи од надвор не пофалија, ова е добра музика, терете се. Ajde!
Дека во принцип надвор да тие ќе ти дозволат, ама ќе сакаат на српски да. Да. Хрватски да. Да. Да пееш или Скоро песните да ги скоро правиш на дебатиравме српски, со, хрватски. мислам да, така. И сега, види, тоа и не мора да е толку страшно ако гледаш дека кариерата треба ја размислуваш и ја гледаш некако регионално, но за тоа ќе зборувам малку подоцна. Чекај, ти не си адвокат, не суден? Не суден. Право заврши, магистрираше правосуден и дека сега ме врати назад на муаветот 25 години, тоа лета време. По лета време, така, да. Нижо и средно завршив виолина и одлично ми беше, бев и ученик на генерација. Но сплет на околности завршив правен, магистрирав правен на тема авторско право, правосуден, исто положив, ама еве за сега 100% сум фокусиран на И не музиката. ти интересира право воопште? Па ме интересира поточно баш таа гранка што сум ја магистрирал и толку што ни треба на сега авторското право како дел, нели, што е спојот меѓу правото и музиката. И што секојдневно имаме потреба од такви Работи теми. право секојдневно во групата, ама не е свесен дека е работа. Да, Убава правото. такви работи. Но за сега сум 100% фокусиран со музиката, не се знај понатаму, така да отворена е таа подотворена е таа врата некогаш. Добро, а што еве еден музичар од твој калибар, што повеќе те води во смисла дај виолина, ќе заработиш некоја пара, правник, ништо не бива. Не, мислам цел живот ми е со виолината. Мислам виолината ми е составен дел од името, идентитетот на мој. Ние така те знаеме. И така ќе остане, мислам, за секој. Што и да работам во животот, ќе гордо ќе... А зашто не отиде на академија? Не ти... Па некои сплет на околности беа тогаш такви, што не знам точно што изгледа, требаше некои приватни часови, требаше да се одат, па требаше да се таму имаше некои добри комплицирани работи на академија што ми даде нешто постановката треба од ново, вака, така. И како правам од ново ќе научам од ново нешто, некој бекап да имам во животот, ама сега до сега не сум имал некоја потреба, така да ќе видиме за понатаму. А сега Војки како упаднал? Јас како од провинција, од Велес. Чеки, вие сте две со Скопје, не така? Не за Скопје сме родени, моето потекло е од татко ми за потеклото. Ванела за тоа емисијата. Да, добро, патот до успеха. Дедото и бабата на татко страната ми се од Прилеп. Ама стари Скопјани. Не од Прилеп. Се зесам. Да, стари Скопјани од Прилеп. А по мајка од Велес. Аха. Да. А па добро и Некои далечи родени, најверојатно паѓаме, да. Од Велес 100%, 100 Ти како доаѓаш со нив во комбинација? Па ние се знаеме Потеклото е музичко. Да, Татко музичко ти и исто кај мене, така? да. Фамилијата музичари, да, татко ми поготово се бави и се уште се бави со музика. Со што? Армоника и он? Не, со кларинет и саксофон. Кларинет. И јас се знам со Илија Соаце уште од музичко средно кога се запишав од Велес дојдов, така уствари се запишав во средното музика и таму се запознавме како пријатели. Неколку пати имавме и Соаце проба за група, но ја бев многу млад и знаев многу повише ора од што знаев репертоар на песни и така некако не се најдовме тој период, али подоцна кога почнавме во оркестарот на Зади, јас како последен дојдов во тој оркестар и така уствари меѓу нив кога се случила идејата за нов оркестар, сум бил некако и ја планирав. Па не, тоа беше како помладок на, мислам, оркестарот, што јас сад се Војче и Тале, нашиот поранешен член, така почнавме ние таа четворка. Се сте 6. Сега сме 6. Мислам, и тогаш бевме 6, ама зборам како од почетокот кој бевме дел од оркестарот. Така и на Милан Завков, да. Генерално таму се роди идејата за маестро како група. Скоро сите членови бевме од оркестарот на Милан Завков. Да, тоа е. Caballero,